го запазивте последниот стих, проповеда и во време и невреме. За мене денеска е невреме. Простете ако може би се закашлам или ми дојде на така мал краток прекин, не е битно. Иако сум малку настинат, сепак ете фалмо на Господа што сме овде меѓу вас и верувам ќе ми даде доволно сила за да можам да го изнесам оно што верувам тој сака. Оние што беа минатата сабота, се сеќавате дека зборувавме за отфрлањето на добриот совет. Поради кој добар совет, поради чие отфрлање дојде до поделба на царство, на северно и јужно. Сеќавате на советот кој беше? Ајде да отвориме, ќе читаме од ревидираниот превод. Прва Цареви 12.7. Прва книга Цареви 12.7. Советот кој што Ровоам, синот Соломонов, кој што бил повикан, дошол во Сихем, каде што требало да се зацари, значи, пред неговата инаугурација, му се собрале луѓето и упатиле молба до него да размисли малку околу тоа каков однос имал Соломон кон самиот народ со оние големи даноци, давачки и тешка физичка работа и го советувале да поработи на тоа и да им го намали товарот и тој се посоветувал најнапред со старците, со постарите и тие му дали одличен совет. 7 стих од 12 глава Прва Цареви. Ако ти денес им бидеш слуга на овие луѓе и им услужиш, ако ги задоволиш и им говориш добри зборови, тие ќе ти бидат слуги во сите дни. Многу добар совет. Христијански на место. Но Ровоам не го послушал, ги послушал помладите и ставил уште посилни даноци и затоа ги изгубил 10 племења, како што било и проречено. Господ тоа го прорекол. Затоа што не дека немало шансе да се смени ваквата ситуација, меѓутоа Господ знаел како Ровоам ќе постапи. Знаел дали ќе го послуша советот или не. Еве читаме во Прва Цареви, во претходната глава, да се подсетиме на тоа пророштво. Најнапред Господ му се обрека на самиот Соломон и зошто сето ова требало да се случи. Ајде да почнеме да читаме Прва книга Цареви, 11 глава. Од 9 стих. Господ се разгневи на Соломона зашто го сврте своето срце од Господа. Како го сврте Соломон срцето од Господа? И внимавајте, Господ се разгневи. Ќе читаме ова вечер силни зборови. Го сврте своето срце од Господа, Израелевиот Бог, кој што му се јави два пати. Ако читаме погоре, ќе видиме дека Соломон изгради високи места во 7 стих на Хемос, на гадот Моавски, на гората источно од Иерусалим, на Молох, на срамот на амонците, поаѓајќи по желбите на сите оние тугинки кои што ги имал како жени. И 10 стих, и кој што, продолжуваме, од 10 и кој што токму тогаш му забрани да ги почитува другите богови, ама тој не ја запази таа заповед. Тогаш Господ му рече на Соломона, кога е така со тебе, значи штом така си тргнал, така сакаш, та не ги пазиш мојот завет и наредби што ти ги дадов, јас ќе го одземам без друго од тебе царството, ќе му го дадам на еден од твоите слуги. И Јеровоам бил и тоа, баш. Ќе читаме малку подосна. Но нема да го направам тоа во твојот живот, заради твојот татко Давид. Ќе го земам од рацете на твојот син. Сепак нема да земам од него, да го земам целото царство, туку ќе му оставам едно племе на твојот син. Се мисли на јудиното, меѓутоа овде знаеме дека Венјаминовото е плюс со јудиното, значи 2.
заради повторно мојот слуга Давид, заради Јерусалим, кого го избрав. Подосна, од 28 стих читаме, обрекањето до Јеровоам на Божиот слуга, Божиот пророк Ахи. Вели, Јеровоам беше добар човек, Соломон забележа како младиот човек се прифаќа за работа, значи за работата го бива за работа, и го постави на сета работа на Јосифовата куќа. Значи, наистина, било еден служител, слуга таму, работел. Тогаш се случи, та Јеровоам отиде од Јерусалим и на патот го сретна пророкот Ахи од Сило наметнат со нова наметка. Тие двајцата беа сами во полето. Ахи ја зеде новата наметка што имаше врз себе и ја расцепи на 12 делови. Често пати овие старозаветни пророци баш овака сликовито пророкувале. И му рече на Јеровоам, земи за себе 10 делови, зашто така зборува Господ. Сега да не читаме се, меѓутоа битен дел и онај што сакам да го нагласам е еве од 35-тиот ќе читаме. Но ќе го земам, значи, царството од раците на неговиот син и ќе ти го дадам тебе, односно 10 племиња. А на неговиот син ќе му оставам едно племе, за да мојот слуга Давид има секојаш светилник при мене во Јерусалим, во градот што си го избрав за себе, за да престојува во него моето име. Ке те земам тебе, за да царуваш над се што ќе посакаш и да бидеш цар над Израел. И сега, ако ги послушаш сите тие заповеди, и ако врвиш по моите патишта, та ако правиш што е праведно во моите очи, пазики ги моите закони, моите заповеди, како што го правиш тоа мојот слуга Давид, тогаш јас ќе бидам со тебе и ќе ти изградам траен дом, како што му изградив на Давида, и ќе ти го дадам Израел. Покрај пророштвото е едно убаво ветување до Јеровоам. Но, едно големо но. Најголемиот проблем, ја прочуваме и пуката за пророкот Еремија. Кој бил најголемиот проблем во Израел не сите тие векови, да кажам, на нивното постојање? Идолопоклонството. Не требало многу. Јеровоам, на кого што му припаднале 10 племиња, што прави. Значи, ова проповед, иако ја нареков као идолопоклонство едноставно, меѓутоа може би не знам како ќе ја крстам, ама ќе зборуваме за телиња. Овде две и уште едно тамо порано. Јеровоам го утврди Сихем во Ефремовата гора, 25 стих од 12 глава. Значи една сточарска тема. Не сточарска, затоа што се златни телињата. Значи. Да. Јеровоам го утврди Сихем во Ефремовата гора и таму се настана. Потоа излезе оттаму и го утврди Фануил. Јеровоам рече во своето срце. Често пати од тука стартува се. Не често пати се, од тука стартува. Од своето срце, од нашето срце. Кој ќе си кажеме во главата, сега царството би можело да му се врати на Давидовиот дом. Што размислува, значи? Ако овој народ продолжи да се искачува во Господовиот дом во Јерусалим, значи, за да принесува жртви, срцето на народот ќе му се врати на својот господар, Ровоам, јудејскиот цар, и мене ќе ме убијат. И ништо се ќе пропадне. Многу малку му требало да заборави на витувањето. Затоа што срцето не му било со Господа. И не му. Сосема себична причина. Че за да не го загуби царството, се размислува, ќе преминат полека, нели, одат сите во Јерусалим, во храмот, и пренесуваат жртви. Ако читате Елен Вајд, по Триаси и Пророци, ќе видите дека тоа било и начинот како Господ сакал повторно да ги спои. Поделбата дошла заради Ровоам и неговата тврдоглавост и гордост, што не сакал да се покори, да го прифати оној совет. Меѓутоа, еве и Јеровоам, ништо не е подобар. Тој додава на сето тоа и заради ова, че еве која е причината, еве една причина заради што може да паднеме во идолопоклонство. Најчесто е таа стартна. Затоа што не одиме по она Бог што ќе не го каже, туку по своето срце. По своите желби најчесто тоа се себични. За да не го загубам јас царството, сега ќе направиме ние
наши богослуженија, наш начин на обожување на Бог. Откако царот се посоветува, значи овој се советувал, и овој не прифатил, односно прифатил лоши совети, направи 2 златни телиња и му рече на народот, значи дури 2, и тоа таму, едното на север, другото на југ, да не се случи случајно некој да премине пак надоле, значи да биде обезбедена границата од двете страни, да има светилиште и на двете страни од земјата. Едното, значи, теле го стави во ветил, а другото го смести во дан. Тоа беше згода за грев, интересен стих. Згода за грев. Теле и згода за грев. Односно, идол. Што има на овие луѓе? Заборавиле на тоа што се случуваше на Синај? Како тоа лесно човек заборава? Мислам, сите ние самите можеме да се посведочиме во нашиот собствен живот, колку лесно забораваме. Што му е на овој цар, на неговите советници, дури 2 телења, и не застанува тука. Значи народот одеше вели кај едното во ветил, па кај другото во дан, така да им биде поинтересно, да не биде само едно место. И Јеровоам подигна идолопоклонички куќи на високи места и постави свештеници од народот, но кои не беа од Левиевите синови. Левитите не сакале да прифатат, не сакале толку ниско да паднат. Потоа Јеровоам воведе празник во 8-миот месец, во 15-тиот ден на месецот. Таа може тука некаде да падне. Пошто Јужното царство и сеници биле кога? Во 7-ми месец. Да. Како што е вели празникот што се слави во Јудеја, значи сличен, ама не, и принесе жртва на жртвеникот. Така направи во Ветил, жртвувајќи им на телињата што ги направи. Во Ветил им постави свештеници на високи места што ги подигна. И принесе жртва на жртвеникот што го направи во 15-тиот ден на 8-миот месец, во месецот што сам го избра, и воспостави празник за изреците, што сам го воспостави, ќе додадам, и пристапи кон жртвеникот за да покари. Еве видово поклонство. Сам сакате нешто, по своето срце сте тргнале некој себишна желба, било каква, не сакате да ви се растори царството, па затоа измислувате нешто, навидум ќе му служиме на Бога, односно му се кланяме на идол. Страшно. Четрнаесета глава, Прва цареви. Како завршува секој идолопоклонство, кои се последиците? Веднаш ги гледаме со Јеровоам. Ова глава носи наслов Јеровоамиот дом. Што случува? Му се разболела тамо синот, мислев керката, синот, ја праќа својата жена, ама и вели, значи ја праќа кај Ахи, кај истиот Божи пророк, кој што му пророкувал, за тоа дека ќе ги добие 10 царства, и вели, немој да кажуваш дека си моја жена, ама отиди кај него и он ќе ти каже што ќе биде со мојот син. И оди оваа, иако човекот бил во стари години и веќе слаб на вид, ама Господ му кажал, ќе дојде царевата жена. Тоа и тоа ќе ја кажеш. Еве што ќе ја кажеш, 7 стих. Оди речи му на Јеровоам, вака вели Господ, Израелевиот Бог, те подигнав од народот и те поставив кнез над мојот народ Израел, го истргав царството од Давидовата куќа и ти го дадов тебе, но ти не беше како мојот слуга Давид, кој ги пазеше моите заповеди и кој ме следеше со сето свое срце. И кој правеше само оно што е праведно во моите очи. Ти постапуваш уште полоше од своите предходници, отиде и си направи за себе други богови, ги излеа нивните ликови за да ме дразниш. Внимавајте. Со идолопоклонството го дразниме Бога. Замисли си Бог кој што е милостив, кој што е толку добар, да го дразните. И да го предизвикувате. Мене ме фрли зад плеки. Како постапуваме, мислам,
Кон што постапуваме овака, знаете? Ќе офрлиме позади. Зад плеки, зад грб. Нешто што е згазено, нешто што не ни е битно веќе. Сме го заборавили. Нема вредност за нас. Затоа пуштам зло на Јеровоамата куќа, ќе ги истребам од Јеровоамата куќа, ќе истребам од Јеровоамата куќа се што, сега тоа е речникот, моча, се што моча покрај зидот, робовите и слободниците во Израел. Јас ќе ја изметам без трага Јеровоамата куќа, како што семето, како што се мете, се извинувам, нечистотата, за да не остане ништо. Значи, ќе сметам се. Оние кои од Јеровоамата куќа ќе умрат во градот, ќе ги изедат кучињата. Оние кои ќе умрат во полето, ќе ги изедат небесните птици, како в краја. Така рече Господ, ти стани и тргни кон својот дом, туку штом ќе стапнеш со нозете во градот, детето ќе умре, сиот Израел ќе го оплаче и така и се случува. Господ ја истребува Јеровоамата куќа. Вика, еве го денот, дури и мигот. Господ ќе го удари Израел, 15 стих, па ќе се нише како трска во водата, ќе го откорне Израел од оваа добра земја, што им ја даде на имите татковци, и ќе ги расе од онаа страна на реката, зашто си направија за себе ашери, што го расрадуваат Господа. Ќе го отфрли Израел како бунеште заради гревовите што ги направи Јеровоам и некој го наведуваше Израел. Ќе го расредиш, ќе го дразниш Господа, го фрлаш зад плеки, кога тргаш по други богови. Страшен греф идолопоклонството и затоа и вакви страшни последици трпеле значи, Израел како народ и видовме денеска Јеремија како ништо се требало да помине заради таков тврдоврт народ. Да не бил Ровоам случајно подобар. Ајде да читаме за Ровоам. 14 глава исто, подолу, значи од 21 стих. Ровоам, синот Соломонов, беше јудејски цар, имаше 41 година кога стана цар. Сеќавате минатиот пат, малку се задржав на овој момент. Ровоам имал 41 година кога се зацарил и се советувал со постарите, со поискусните, му дале совет, го отфрлил, па поспасо, вели тамо негова генерација помладите. Значи. Ете, тие на моја возраст. Изгрешил. А Јосија, направивме споредба, се зацарил на 8 години. И тој ги послушал оние малку советници кои што му кажале како треба да прави, што треба да прави. Дете од 8 години ги послушал вистинските совети. А овој 40 годишник, пошто мислам треба да биде целосно оформена личност од тие години, не знаел да избере. Ама, веројатно одел, и неверојатно сигурно одел по своите страсти, понашто тој го сакал, еве Јеровоам е истиот, да го задржи царството, овој да ги покачи даноците, сето тоа се себични, лични желби, телесни. И што се случува со Ровоам? Тоа го спомнува мајка му, се викаше Нама, беше Амонка, тоа го спомнав минатиот пат. И Јуда направи зло во Господовите очи. Што? Кој е зло? Истото. И Бетер, може. Со гревовите што ги направија, го разјарија повеќе од се што направија нивните татковци. Повторно го разјарија Господа и Јужното царство. Зашто и тие подигнаа високи места, столбови и ашери на секое риче и под секое зелено дрво. Ова не можам да го сватам, дали веројатно не е буквално. На секое риче и под секое зелено дрво. Па доста е, малку им бил 1, 2, 3, па да имаат повеќе. Имаше и посветени блудници, односно содомци во земјата. Машки проститутки овие биле. Ако проучите да видите. Кои што служеле тамо по тие храмчиња, да кажем. Ги подржуваше сите грозотии на народите што Господ ги протера пред израелевите синови. Страшно, страшно. Видите кон што води идолопоклонство, кон разврат, кон неморал, кон се што, кон секакви гадости.
Затоа ни порачува Господ преку првото Јованово послание, последниот стих во 5 глава, прво Јованово послание, 5 глава, последниот стих вели дечиња, 21 стих, 5.21. Пазете се од идолите. А претходно вели, претходниот стих, и така знаеме дека Божиот Син дојде и ни даде разум, за да го познаеме вистинскиот, и ние сме во вистинскиот, во Неговиот Син Исус Христос. Тој е вистински Бог и вечен живот. 3 пати дори. Вистинскиот, вистинскиот, вистинскиот. Тој е вистински Бог и вечен живот и вели пазите се од идолите. Се друго е идол. Еден е вистинскиот. И од ова следува дека многу лесно човек може да забега и западне во идолопоклонство. Затоа што еден е вистинскиот. И сега да отидеме на Синај. Може би слушнавте, денеска се шушил таму некој руски авион. Сите загинале, 230, не знам колку патници. Таму негде во близина. Жалосно за сите тие души. Излез 32 глава. Сега да одиме кога на првото теле, веројатно, кој што било повод и за овие другите две и за многу други. Мојсе и Исус Навин се горе, се одолжува сето тоа, народот долу чека, Арон е тука, и вели првиот стих, а народот, гледајќи дека Мојсей не слегува долго од гората, се собра околу Арона и му рече, стани, направи ни Бог, па нека оди тој пред нас. Не знаеме што се случува со тој човек Мојсей, кој не изведе од египетската земја. 32.1 излез. Значи се префрлив сега таму, кај Синај. И ајде сега да видиме поводи, причини за тоа како може човек да падне во идолопоклонство. Што се случува прво овде? Што е ова? Го нема тој човек кој што не изведе од египетската земја. Мојсей ли ги изведе од египетската земја? Господ ги изведе. Ама тие навикнати толку време, 400 нешто помалку години во Египет, во робство, на видлива, значи видлив приказ, презентација на божество. И нормално е да во некој начин во Мојсија си гледале во свој водачи, не велам Бог, ама нешто така ќе му дојде, затоа што сега се чувствуват изгубени, го нема нивниот водач, долго го нема, 40 дена. Што правиме сега? Се чувствуваат изгубени, навикнати некој да ги води. Видите, ова е една голема причина човек да падне во идолопоклонство. Па може би денеска и ја слушавте тие што бевте проповета на Јани. Најголем број од проблемите во нашата црква настануваат поради од овие причини. Луѓето тргаат по човек место по Бога. Од тие причини и цар сакале да имаат, како другите народи. Да имаат некој видлив, кого ќе го следат. Како денеска, де овој, де оној, таа партија, оваа партија, некој да ги води, некој. Тито, да. Да, имале они на некој начин и некој приказ, мислам, видлив приказ во облакот и оганот. Меѓутоа, тоа не е да, човек. И интересно е што цело време облакот се движел, па нели кај требало да застане, ќе застане. Време, нели, па ќе се... А сега стои облакот, не мрда 40 дена. Ама, ако сакаш да го следиш Господа, Господ кој ќе ти рече стои, стои. Кој ќе ти рече оди, оди. Ако треба да стои 40 дена, стои 40 дена. Тоа е ако го следиш со цело срце. Втора причина е не почекале на Господа. Не почекале. Нетрпеливи биле.
А колку стихови имаме и совети на избилјудите? Чекај на Господа. Биди трпелив, чекај. Може би си во неволја, може би си во недоумица, не знаеш да избереш, да донесеш правилна одлука. Чекај на Господа. Ќе дојде вистински момент и одиш по свој акъл, што викаме. Да, по свој памет. Што ни вели во Пословици 3 глава? Ајде да се подсетиме на оние убави стихови. Колку можеме да се потпреме на својот памет? Пословици 3 глава. Од 5 стих таму. Надевај се на Господа со сето своје срце, е повторно, со сето своје срце, како Давид, како што читавме. И со сите, нели, негови слабости, сепак, така е нагласено, дека верува со сето своје срце. Значи, надевај се на Господа со сето своје срце и не се подпирај врз собствениот разум. Мисли на него на сите своји патишта и тој ќе ги исправи твоите патеки. Не замислувај дека си мудар, бој се од Господа и отстранувај се од злото. Но овие мислеја дека се мудри, извршиле добар притисок врз Арон. Ова не било така едноставно, ако читате тамо во извештајот на Елен Вајт. Не му било едноставно на Арон, ама ете сепак и во овакви околности вистинскиот Божи човек треба да остане цврст. За жал, ќе читаме малку подоста еден цитат, ќе има време. Денеска се повеќе Ароновци, се помалку Илиевци, ќе кажам. Денеска зборувавме за се спомна третиот Илија. И Арон вели, извадете ги златни, значи овде дошло до убиство. До убиство неколку. Пред Арон да се сложи, не овака само. Стих први, стих втори. Значи, бил извршен добар притисок. Извадете ги на оние кои што се противеле на такво нешто и на оние кои што сакале. Мноштвото сакало. Извадете ги златните обетки, значи сега Арон вели, што висат на ушите на вашите жени, вашите синови, вашите керки, извадете ја вашата гордост на некој начин. Арон сакал можеби тука да поделува некако, но не му успеало тоа. Им одговори Арон, па донесете ми ги мене. Сиот народ ги симна златните обетки што ги имаше на ушите и му ги донесел на Арона. Откако го прими златото од нивните раце, го растопи во калапи и направи леано златно теле. Тие извика, ова е твојот Бог Израеле, кој те изведе од египетската земја. Колку е безсмислено идолопоклонството, колку е будалесто идолопоклонството. А колку многу денеска се идолопоклоници. Тука, околу нас, па може и меѓу нас. Не дај Боже. Ова е многу голем греф. Видите какви се зла му се случувале на Израел. Да. Господ ги Црвеното море се отварало. Што се не виделе до овој момент? Ова е нашиот Бог, ова е твојот Бог Израеле, кој ти изведе од египетската земја. Елен Вајт тука додава нешто и вели, тие тука мрмлеле и дури некој сакал да се врати назад за Египет. И ова им било згодно. Ова им било згодно со телето во Египет, ќе не примат овака. И откако виде тоа, Арон изгради жртвеник пред него, значи се правило како што треба и жртвеник пред него, и потоа најави утре нека биде приредена свечена во чест на Господа. Празник Господов утре ќе биде. Во чест на Господа. Што е ова? Че идолопоклонството не е кршење само на првата заповед, кој што е јасно, и на втората, туку и на третата. Напразно користење на името Божие. Во чест на Господа пред телето. Значи, не е доволно само да кажеш нешто дека е христијанско. Имаме христијански песни, христијански празници, не знам што и што се не христијанско, да има некој таков духовен наслов, призвук или не знам што. Но треба да се види дали тоа Бог вели така или не. Ако не е така, тоа во прашање е идол.
Исто и претходно околу обетки овој дел исто заборив да прочитам еден стих. Стефан, пред да биде каменуван, ова јасно ќе го каже што им било во умот на израелците. Овде предводеле оние придојденци, тоа јасно се кажува во списите на Елен Вајд, но што им било во умот на израелците се уште, не е ништо чудно, затоа што толку многу години биле во Египет. Во 7 глава од Дела апостолски, ајде да ги прочитаме овие два стиха. Дела апостолски 7, 39 и 40. Ова е, значи, пред самото каменување. Стефан држи проповед овде. 39 и 40. Нашите татковци не сакаа да го послушаат. Значи, овде зборува за Мојсија. Тој е оној кој во заедницата во пустината беше со ангелот, 38 стих, кој му зборуваше на Синајската гора и со нашите татковци, оној кој ги прими живите зборови за да ни ги предаде нам. Нашите татковци не сакаа да го послушаат, го отфрлија и се свртеа со срцето кон Египет. Зборувајќи му на народа, направени богови кои ќе одат пред нас, зашто не знаеме што стана со Мојсија кој ни изведе од Египет. Се одвратија, ги одвратија срцето од Господа, се свртеа со срцето им беше уште во Египет. Ако нешто правиш, и оно што го правиш наликува на оно што го прави светот, и може би мислиш дека тоа е добар начин и да го привлечеш светот, може би опрашање е идол, не нешто друго, доближување до светот. Оно што следи е дека идолопоклонството е секојаш поврзано, претходно го спомнавме, со ниски човечки страсти, со телесност. Се случува празникот утре, рано наутро станаа, 6 стих, и принесоа жртви паленици и донесоа помирителни жртви. Тогаш народот седна да јаде и да пие, и потоа станаа за да играат. И често пати, па добре, играле, па сега каква е ваа игра? Па самиот текст во контекстот кажува каква е игра. Ако одиме погоре, во текстот и подолу, како сакате, и го видиме разговорот меѓу Мојсија и Исуса, што разговараат, оти слушале таа бука, од таа игра, тоа викање. И читаме за таа цел во 17 и 18 стих, 17 и 18 истата глава. Исус ја чу викотницата на народот што викаше, па му рече на Мојсија, бојна викотница во логорот. Че Исуса му личи ове како бојна викотница. Се спремаат за војна. Сте виделе индијанци кога играат околу оган или нешто такво. На такво нешто личело. Вуду. Мојсија му одговори, ниту викаат победници, ниту тажат победените, но јас слушам само песна. Значи, ова игра не била било каква игра. Ова било беснило. Ова било разврат. И навистина денеска сме сведоци, такви случаеви имате еден куп колку сакате. Секој пат идолопоклонички празник, некој си, навидум христијански, е врзан секојаш со вакво нешто. Кажете ми дека има некој што не е. Иако, да, често пати повикуваат на тоа свештениците, дека тоа не е во христијанскиот дух и така натаму, меѓутоа, тоа е длабоко навлезено. Тоа е страшно нешто. Кога не го познаваш Господа, кога народот не го познава Господа, кога го одвратил срцето од Господа, тоа што нормално дека ќе оди по други богови, што не се ништо. Значи, во контекст на ова, ако може би во црква ти е досадно, и досаден ти е Борче или Јани, ако сакаш да ти биде можда позабавно, не ти е доволна Божјата реч, па сакаш нешто така, плюс, не велам дека е лошо и песна и се, нешто што е во духот христијански, ама
Денеска отиде работата премногу далеку. Имате цркви каде што се имате, ама немате проповед и немате Божја реч. Разон ода. Тоаш може би станува збор за идол, ако е тоа случај. За жал, во многу цркви оди натаму работата, а и луѓето не се свестат, затоа што идолопоклонството на крајот е измамливо, страшно измамливо. Да го слушнеме Арон како се правда пред Мојсија. Тоа што го кажев претходно, будалесто е идолопоклонството. Неразбирливо, но и измамливо. Читаме, се извинам, претходно го најавив цитатот. Факт е дека не ми функционира мозокот како кога сум здрав. Колку често, вели, и денеска наидуваме на љубов кон задоволства, маскирани со надвршна форма на побожност. Верата што им дозволува на луѓето, вршејки верски обреди, да се предадат на себишност и на сетилни задоволства, и денеска на масите им е исто толку мила како и во времето на Израел. Факт. Се гледа насекаде. А се уште има попусливи ароновци, кои во црквата заземаат одговорни положби, а во исто време им попуштаат на желбите на необратените и на тој начин ги поддржуваат во гревот. Тоа е цитато што сакам да прочитам како додаток на предходното. Се оно што ја спомнав, идолопоклонството е измамливо. 32 глава, 22 до 24. Нека не се распалува со гнев мојот господар, одговори Арон на Мојсија, му вели. Самиот знаеш добро дека овој народ е наклонет кон злото. Самиот знаеш дека не можеш да се справиш со него. Ми рекоа, направи ни Бог, па нека оди пред нас. Не знаеме што се случува со тој човек Мојси, кој не избави од египетската земја. Тогаш јас им реков, кој има злато нека го симне, така ми го дадоа, а јас го фрлив во оган, па излезе теле. Така беше? И да го одговорат на Арон. Колко е буталест. Фрливме златото и излезе теле. Така сакал Господ. Неверојатно. Ајде да читаме во Исаија. Сме ги читали овие стихови, ама мене ми се посебно интересни, затоа што се добри за сведочење. 44 глава Исаија. Од 13 стих. Дрводелецот зема мерка, го оцртува ликот со писалка, го истружува со длето, го заокружува со пергел, и го изделкува по угледот на човечки лик, значи дрво, па го делка, како убаво човечко обличке, за да стои во куќата. И се вели си насече за себе си кедри, зеде чемпрес или даб, што ги одгледуваше за себе среде горските дрва, или посади бор што расте од дожд. На човека му се добри за оган, ги зема за да се огрее. Ги пали за да испече леп. Но од нив делка и Бог. Колко е будалест това и глупаво. Од истото дрво со кој што се грееш гори во оган, значи за ништо не служи, ама да се згрееш зимно време, од тоа истото прави Бог и пред кого паѓа ничком прави идол и му се клања. И така половина од тоа запалува оган, пече месо на жар, јаде печени и се сити, се грее и говори, се греам и уживам покрај огнот, но од она што ќе остане си прави Бог, свој идол. Паѓа пред него ничко, ми му се клања и моли, спаси ме, зашто ти си мој Бог. Да не ги читам овде стихови во псалмите, нити гледаат, нити слушаат, нити имаат нозе да одат, овде викаат, направи ни Бог да оди пред нас. Ке оди, текви. Или чушки не вика. Значи се подпираш први на својот разум, наместо да го чекаш Господа,
и да се надеваш на Господа, а завршуваш, во што завршуваш? Во целосна самоизмаменост, не можејќи да ги согледаш своите глупости и гадости на телото, му служиш, не можејќи да се спротивиш на своите грешни желби и страсти. Значи, тотал еден круг на кој што човек и станува зависен, многу лесно. И затоа денеска мислам дека се спомна нешто тука. Ма како па тоа го правеле нашите дедовци, татковци, па нивни татковци, пак цици нововери. Па да, Јани кажуваше за Ивица. Веруваше, точно. Само на крајот. Кој е одговорот? Пазите, ова е страшно зло и ова се гледа од одговорот кој што треба да биде спроведен, кој што бил спроведен од Господа, кој што треба да биде спроведен од неговите слуги кон вакво зло, идолопоклонство. Кој што денеска зазема разни софистицирани форми. Видовме некои причини. Како може човек да ти биде идол, како може би некои твои себични желби може да те доведат до идолопоклонство и така натаму. Кој е одговорот? 32 глава од 7 до 10 тие намерно ги скокнав. Вели, побрзај долу, му говори Господ на Мојсија, твојот народ што го изведе египетската земја тргна наопаку. Бргу се отстранија од патот што им го одредив, си направија теле од излеа метал, паднаа ничком пред него и му пренесуваат жртви, викајќи, ова е твојот Бог, Израеле, кој те изведе од египетската земја. Гледам добро, му рече натаму Господ на Мојсија, дека овој народ е со кора врат. Сега пушти да се распали мојот гнев на нив, за да ги истребам. И тогаш од тебе ќе развијам голем народ. Ако не било посредништвото на Мојсија, тоа ќе се случило. Видите жестоката реакција на Господа. Гнев, претходно читавме, како Господ се гневил над Израел во времето на царството. Интересно е ова со дрвцето што читавме, исто и со обетките со златото. Значи, го користиш за да ти виси на овце или не знам кај, и потоа може и Бог да напрши да му се кланеш на него. Сето тоа е будалесто, страшно будалесто. Точно така. Се од Египет, се е тоа враќање на Египет. Во умот, во срцето им бил Египет. Добро. Да. Од истата глава, 19 и 20 стих, штом се приближи до логорот, па го забележа телето на сега Мојсей, реакцијата на Мојсей, Божиот слуга, и како играат, Мојсей се разгневи, повторно. Ова е праведен гнев. Идолопоклонството предизвикува и треба со право да предизвика праведен гнев. Знаеме што е праведен гнев. 19 стих од 32 глава. Значи, штом се приближи до логорот, па го забележа телето и како играат, Мојсей се разгневи, ги фрли од раците плочите и ги скрши во подножието на планината. Го грабна телето што го беа направиле, го изгоре во оган и иситни во прав, тогаш го расфрла правот по водата и ги натери израелците да ја пијат. Да. Или од 25 стих. Кога Мојсей виде народот дека стана разуздан, па Арон ги пушти да паднат во идолопоклонство меѓу своите непријатели и застана при вратата на логорот и извика. Видите реакцијата, видите го брзиот одговор. Кој е за Господа при мене? Сите левиви синови се собраа околу него. Тој им рече, Господ Бог на Израел зборува вака, нека секој го препаша мечот до бедрото и нека тргне низ логорот од врата до врата, па некој нека го убие брата си, некој својот пријател, некој својот сосед, нека не штеди. Може да е и брат и сестра, мајка, може би татко. Видите реакцијата за идолопоклонство. Левиевите синови го извршија Мојсиевиот налог и во тој ден падна околу 3000 луѓе од народот. И вели 29 стих, денес му се посветивте на служба на Господа. Да. Рече Мојсей, некој по цена на својот син,
Некој по цена на својот брат, так што денес ви дава благослов. Да, може да биде по цена и на вашиот брат, на вашата сестра, на вашата мајка и татко, меѓутоа Господ не сака ништо со тие гадови, со другите богови. Реакцијата е жестока, секојаш. Така и треба да биде, затоа што идолопоклонството е страшно. Гледавме, видовме, и овде гледаме, и еве низ поуката проучуваме и гледаме колку сето тоа го јадело општеството израелско и самите царства, и заради тоа одали во робство и страдале со векови, со години. Дека Господ не сочува од сето ова да бидеме како Давид, да му служиме на Господа со сето срце, да ги слушаме неговите совети и да правиме онака како што тој рекол. Ако тој рече стој, немој тоа, немој. Ако рече оди, слободно, оди. Нека Господ ни помогне во тоа. Амин.